Сопруга на функционерот СДСМ влегла во криминал, тврдат од ВМРО ДПМН на пресконференција. Почитувајќи ја презумцијата на невиност, прашуваме: дали главната сестра на одделението за физикална терапија во клиничка болница Штип во 2017 и 2018 година направила разлика меѓу фискалниот пазар и благајната во износ од 95.000 и 496.000 денари соодветно? Дали јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи веќе имаат отворено предмет за овој случај? Дали криењето на овој криминал, направен од жена на највисок функционер на Социјалдемократскиот сојуз во Штип, значи забошотување на истиот? Инсистираме да се произнесат сите инволвирани страни, а институциите тековно да ја известуваат јавноста за развојот на овој бесрамен криминал. На обвинувањата од страна на ВМРО ДПМН со соопштение реагираа од клиничката болница. Во врска со денешниот прес на ВМРО, во кој повторно се инсинуира за некакви криминали, криење на криминали и непрокопсани функционери, сметаме дека веројатно се изборуваат за времето кога беа на власт и направија пустош во државата. Како е денес? По извештајот од ревизорите, клиничка болница Штип ангажира вештак кој утврди известни несовпаѓања во нашите извештаи. Нормално, со цел да ја дознаеме причината за тоа, лично директорот има упатено барање до надлежните институции да ги испитаат наводите на вештакот. Доколку се утврди некаква вина кај некого, секој ќе се одговара, но тоа е работа на институциите. Не може вие да бидете и обвинители и судии и неосновано да обвинувате. Таквото време заврши. Стои во реакцијата.